Почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал Виса. Во оваа емисија ќе погледнеме што минатата недела се случуваше во Градашорци, каде што по 11 пат се одржа традиционалниот фестивал на празот. Но оваа празјада земјоделците повторно ги стакнаа своите барања во смисла на зголемување на бројот на откупни центри за овој зеленчук, како и изградба на производствени капацитети за преработка на прас. Од друга страна пак, домаќинките од општината Василево, од селото Градашорци, но и околината покажаа што умеат вкусно да приготват со празот. Она што беше како куриозитет оваа година е тоа што парите кои што беа собрани за ова намена се употребија за лекување на малата Нина. Имено секој оној што сакаше да вкуси од вкусните артикли и производи кои што ги направија василевските домаќинки, најпрво требаше да донира пари, а тие пари потоа градоначалникот на Василево ги донира за лекувањето на малата Нина. Впрочем, да погледнеме низ слика и тон како беше во Градашорци на денот на празот. Градоначалник е Градашорци, повторно домаќин на манифестацијата на празот. Кои се вашите очекувања од оваа година? Да, токму така. Значи денес по 11 пат општина Василево е домаќин и организатор на оваа манифестација Ден на празот. 11 години последователно преку содржините на манифестацијата, овој здрав зеленчук го промовираме, го доближуваме до граѓаните и како локална самоуправа секогаш ќе го поддржуваме и стимулираме отварањето на откупни центри и преработувачки капацитети, се со цел да им помогнеме во пласманот на производителите на прас. Ако намерата на почетокот била да се промовира празот како култура и Градашорци како населено место во кое се одгледува најквалитетниот прас во државата и на едно место да се соберат производителите на прас, откупувачите, преработувачите и секако крајните корисници, денес во услови кога екологијата и животната средина се почести теми, од овде сакам да пратам порака дека овде во нашиот крај, на нашите ниви се уште се произведува здрава храна. Празот е зеленчук за здрав живот. Со етеричните масла што ги содржи, со концентрацијата на алицин, калиум, витамин Е и каротен и ниската концентрација на калории е идеален за секојдневна употреба во исхраната на сите граѓани. Оваа година манифестацијата добива една нова димензија, хуманитарна. Граѓаните ќе имаат можност да ја покажат својата хуманост на дело, на тој начин што ќе донираат одредена сума на средства, а ние како организатори ќе ги донираме онаму каде што ќе се покаже како неопходно. Денот на празот не би бил тоа што е доколку ја немавме поддршката од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, кои препознавајќи ја добрата намера на општината, препознавајќи го повеќекратното значење на оваа манифестација, финансиски застанаа зад нас, овозможувајќи ни успешна организација. Исто така, голема благодарност сакам да упатам до нашите вредни домаќинки кои се погрижија да направат специјалитети и да ја направат оваа манифестација како што беше и претходно во традиционален стил. Голема благодарност сакам да упатам и до местната заедница Градашорци, до црковниот одбор на црквата Свети Никола, до пријателите и поддржувачите од бизнес заедницата и особена благодарност сакам да упатам до вас, медиумите, кои со вашиот ангажман овозможивте афирмација на општина Василево и празот како култура и пошироко во регионот. А во земјоделската емисија секако и простор за стручните совети кои што за вас ги дава нашиот стручен соработник Игор Ивановски, магистер по земјоделски науки. Добар ден, почитувани! Еве, повторно сме со вас, каде што во денешната земјоделска емисија продолжуваме со презентација, односно представување на производите од Агроуник, кој што во минатата емисија рековме е застапен и во Република Македонија. Значи да ве потсетам, Агроуник е компанија, фирма од Република Србија, кој што преку своето представништво ги пласира своите производи ширум
Република Македонија. Минатата емисија ја посветивме за флосал, производ кој што е наменет за прихрана на цвеќињата во текот на вегетација. Каде што кажавме дека флосалот, за разлика од другите ѓубрива, се карактеризира кој што во својот состав нема минерален дел, него напротив, има природни микробиолошки компоненти кои што го стимулираат растението пред се цвеќето подобро да цвета, да образува цветови, да расте, да се развива, да прави поголема жила, подобро да ги издржа овие потреси што се временски во текот на зимскиот период, па јесенски, односно да даде поубаво и по-развиено цвеќе. Но Агроуник не само што произведува производи кои што се наменети за цвеќето, него најголем процент од палетата од Агроуник се карактеризира со тоа што произведува производи микробиолошки кои што стимулираат раст, развој, па и проратувањето кај растенијата. Еве, почитувани гледачи, бидејќи се наоѓаме во период каде што е актуелно сеењето на семенските семето кај голем број на различни култури, значи еве знаеме дека тек почнува сеењето кај пченицата, односно понатаму ќе продолжи сеењето кај другите култури. Би сака сега во продолжување на денешната земјоделска емисија да ве запознаме со производ Славол С, кој што Славол С се карактеризира со тоа што е направен или во својот состав има природни биостимулатори. Односно, Славолот С во својот состав е составен од алфа оцетна 3 оцетна киселина, односно познато како ауксин, кој што го стимулира растението за пред се подобро проратување, исто така формирање на коренов систем, ожилување, а понатаму и развиток на самото растение. Славол С се карактеризира со тоа што се применува кај семенските растенија. Сега бих само дал само дел од примената на Славол С кај житните култури, кои што се актуелни сега, бејќи рековме, поради подолгата суша, сеењето кај житните култури е развлечено, веќе нема идеални услови за сеењето на житните култури, што пак од своја страна предизвикува и послаба проникнување и раст и развој на житните култури. Затоа Славола С се препорачува да се примени кај житните култури на тој начин што 100 мл Славол С се става или се измешува со 100 мл вода и потоа на отприлика 100 до 150 кг семенска пченица, без разлика дали купечка или домашна, убаво се со пумпа се испрскува семето, се измешува, се остава малку да се просуши и се сее. Значи, Славолот С, односно алфа-3 оцетната киселина или ауксинот, навлегува во самото семе и понатаму овозможува по развиток на самото растение. Знаеме дека ауксинот, односно алфа-оцетната киселина, природен го има и во самото семе. Но по поникнувањето на семето, односно по проратувањето на семето, ова процент се губи и семето почнува отежнато да поникнува, односно се развива. Со помошта на Славол С се избегнува ова и пред се овозможува да продолжи семето рамномерно да поникне и процентот на поникнување и развиток на самите растенија да е многу поголем. Микрокредитна фондација Хоризонти за сите индивидуални земјоделски производители ви нудиме микроагро заеми до 10.000 евра. Хоризонти ви нуди прилагодени отплатни рати, асистенција од персонал и изнаоѓање најприфатливо обезбедување на заемите. Во Хоризонти и микробизнис заеми и микрозаеми за домување, фиксна каматна стапка, транспарентни договори, стручна помош, заедничка кредитна проценка и следење на напредокот. Тоа сме ние. Хоризонти, вистински партнер за вашиот бизнис.
Осигурувањето на посевите е една од темите за која што многу пати имаме зборувано. Високите цени покрај субвенциите од ресорното министерство, кои години наназад изнесуваат 60% од вкупните трошоци кои што земјоделецот треба да ги плати за осигурување, сепак не го зголемува бројот на земјоделци корисници кои имаат осигурителни полиси. Што на оваа тема мислат од ресорното министерство, од изјавата на министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Мене ми е особено драго што денес заокружуваме една фаза од целокупната работа која што ја отворивме во овој период заеднички и со земјоделците, со фармерите, со агенцијата и организиравме повеќе настани во рамки на министерството и на терен се со цел да ги согледаме практично проблемите и прашањата кои што се отворени, кои што беа потенцирани од страна на подпредседателот на владата и кон кои што треба да се фокусираме во наредниот период. Дали е тоа недоволната промоција на сите продукти, особено во делот на земјоделството, дали се сите оние проблеми со кои што се соочуваат земјоделците во претходните години во делот на проценките, на исплатите и на вистина во тој дел сите мора многу посериозно да се посветиме и да овој сектор и оваа област и овие можности кои што стојат во делот на земјоделското осигурување ги користиме. Затоа сакавме да на еден ваков настан кој што добива меѓународен облик и карактер на овој значаен ден на 9 години од основањето на агенцијата продискутираме и разговараме сите заеднички во делот на сите можности, политики, предизвици, сето она што ни е можност и треба да го правиме во следниот период. Како влада и како министерство, како што потенцирав и претходно, во целиот овој период сме насочени на креирање на стратегија и на среден и на долг рок, но паралелно ги решаваме и тековните проблеми, односно сето она со кое што сме соочени во целокупниот овој период. Овие неколку години се години на интензивни климатски промени против кои што не можеме да се бориме, но затоа презимаме мерки и политики со кои што ги санираме штетите, односно загубите кои што се на вкупното земјоделско производство, ако што ги имаат фармерите и земјоделците. Само оваа 2017 година преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството се исплатени 4,5 милиони евра вкупни штети по однос на сите неполни климатски настани кои што се случија во текот на оваа година. Наследивме едно хаотично законодавство, повеќе закони кои што не се во ниту еден случај усогласени и различни видови на постапки кои што во претходните години биле работени. Ги решаваме и напластените проблеми од претходните години во делот на штетите, но и сето она што ни се случува во целиот овој период. Но како што кажав, како влада сме силно фокусирани да изградиме стратегија на среден и на долг рок за решавање на вкупниот сегмент на проблеми кои што настануваат во земјоделството, а кои што доаѓаат од климатските промени. И во целокупниот овој период на оваа година преземавме како влада низа на мерки и политики, односно цел сет на мерки и политики во делот на заштитата на земјоделското производство, надвор од исплатата на штетите кои што го направивме преку платежната агенција, но и во секој еден друг облик. Дали е со модернизирање на управата за хидрометеоролошки работи, дали е со постување на нови агрометеоролошки станици, со меѓународна поддршка, дали се други мерки, политики кои што парцијално помагаат во целиот овој сектор да бидеме во соодветна мерка заштитени. Но сметавме во целиот овој период дека како влада мора и осигурувањето особено во земјоделството да го издигнеме на едно повисоко рамниште и затоа организиравме во целата оваа година низа на настани, средби, контакти, работилници, се со цел да изградиме стратегија преку која што навистина ќе
осигурувањето во земјоделството ќе го дигнеме на едно повисоко рамниште, ќе има посилна промоција кај земјоделците, поголема заинтересираност, но и пофер однос од страна на сите вклучени страни. Ова е година во која што преку постојната мерка за 60% покривање на висината на премијата во осигурување во земјоделството, податоците покажуваат раст. Односно, ако минатата година се осигурале 1500 земјоделци, ова година бројот на апликации е над 3000, зашто од платежната агенција се исплатени близу 1 милион евра. Но секако, иако трендот е во пораз, како што подлича и подпредседателот на владата, не може да бидеме задоволни, заради тоа што ова е алатка, ова е систем кој што мора да го изградиме заеднички и да функционира кај многу поголем пофат на земјоделци. Ако имаме во предвид дека имаме 70.000 регистрирани земјоделски стопанства, навистина станува збор за една минимална бројка која што ја користи оваа поддршка од страна на државата. Во целиот овој процес на консултации кој што го имавме, во претходниот период со Агенцијата за супервизија ги разгледувавме двата модели за кои што сметаме дека и денес е добро што во текот на денот заеднички од сите аспекти ќе бидат разгледани. Тоа е турскиот и тоа е шпанскиот модел на осигурување во земјоделството, кои што се слични и затоа прилика е денес да детално го разработиме сите заеднички турскиот модел и да ова дебата која што денес тука во владата ќе се одржува, да ни даде нови насоки, предлози, сугестии, коментари во кој правец и Македонија треба да се движи при носењето на следните мерки, политики и промени на легислативата, се со цел на воспоставување на еден ваков осигурителен пул кој што ќе значи зголемен интерес од страна на земјоделците, зголемен обем на осигурување во делот на земјоделството, а од друга страна намалување на штетите кои што од страна на државата се исплаќаат по основ. Не е само ова, туку овие неколку месеци ги разгледувавме и сите други можности, затоа во овој процес ќе биде вклучена и реосигурителната компанија Европа Ре, каде што Македонија се јавува како основач. Драго ми е што тука денес има представници. Македонија е основач заедно со владите на Србија и Албанија и нејзина цел и потик и развој на осигурувањето од катастрофални ризици, вклучувајќи го и земјоделското осигурување. И заради тоа што Македонија е основач во рамки на оваа компанија, сметаме дека треба да ги разгледаме сите можности како Европа ЕРЕ може да се вклучи во целиот овој процес на осигурување на земјоделството и како може да ни помогне во овој дел. Можам да подвлечам дека Министерството и владата беа целосно фокусирани оваа тема да биде истакната на едно повисоко рамниште и навистина од оваа денешна конференција очекуваме конкретни предлози, конкретни резултати во кој правец треба да се движиме и на среден, во кој правец треба да се движиме и на долг рок. И затоа на овој ден, на 9 години од основањето на агенцијата, уште еднаш го честитам роден денот на агенцијата и ве поттикнувам сите да земете активно учество во оваа денешна дебата. Сериозноста што оваа дебата се одвива во владата на Република Македонија потврдува дека ова е еден од врвните приоритети на оваа влада, на подпредседателот, на Министерството, и заради тоа сакаме да имаме согледување од сите меѓународни пракси, од сите примери кои што тука ќе бидат отворени и во наредниот период да градиме една заедничка стратегија која што ќе даде резултат во делот на осигурувањето на земјоделството. Благодарам и посакувам успешен настан и успешна конференција на сите кои што партиципираат. Благодарам. Поштовани гледачи, се надевам дека овие содржини кои што ги гледавте изминатите минути беа доволно интересни и поттик плюс наредната недела повторно да бидете со нас со емисијата Агроинфо на ТВ канал ВИС. Благодарност за вниманието со кое не следевте, уживајте во неделниот ден.